Иако често е мета на етикетирање и предрасуди, граѓанскиот сектор е еден од клучните двигатели на демократските процеси. Овој сектор игра клучна улога во градењето на демократското општество и унапредување на квалитетот на животот. Но за стабилно функционирање на невладините организации потребни се и стабилни извори на финансирање. Во услови кога во нашава земја нема традиции на индивидуални донации, невладините зависат од грантови од странски фондации. Во 2018 година владата на Зоран Заев ја донесе стратегијата за соработка со невладините организации. Целта е да се поттикне партнерството помеѓу владата и граѓанскиот сектор во постигнување на заедничките резултати, но и да се помагаат организациите кои се докажани во нивната мисија. Фани Карамфиловска е претседател на Советот за соработка помеѓу владата на Република Македонија и граѓанскиот сектор. Таа гледа голем простор за соработка за постигнување на заедничките цели, без при тоа да се партизираат невладините организации. Еден систем кој што ќе обезбеди дека граѓанските организации ќе имаат доволно средства да бидат одржливи, да ја работат својата работа, односно она за што постојат, и при тоа нема да им биде нарушен нивниот интегритет, односно државно систем или модел на државно финансирање кој што ќе обезбеди поддршка на граѓанските организации кој што ќе биде изземено од политички, приватни и други влијанија. Во изминативе 10 години владата префрлала помали суми на пари кон невладините организации. Така од 2010 година до сега, преку трансфери од владата преку сметката 463 трансфери кон невладини организации, се префрлени 2,1 милион евра. Во 2011 се префрлени 243.000 евра, додека во 2010 280.000 евра. Од 2012 до 2016 година по 195.000 евра, додека во 2017 и 2018 година владата воопшто не префрла пари кон невладините организации. Во 2019 доделила околу 190.000 евра, а најмногу пари, или 479.000 евра, префрла годинава. Владата еднаш годишно носи одлука за распишување конкурс на кој невладините аплицираат. Посебна комисија носи одлука кому да бидат доделени предвидените пари. Но има ли селективност во изборот? Изборот на проекти се врши од страна на Комисијата на владата на Република Северна Македонија, составена од членови на владата и на Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор, по спроведена проценка на квалитетот на предлог проектите од страна на оперативна група назначена од членовите на комисијата. Доделените средства се користат исклучиво за намената за која се доделени и на начин определен во предлог проектот. Во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности, а најдосна до 31 јануари наредната година, здруженијата и фондациите доставуваат извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на владата. Селективност нема, бидејќи при поддршката што се обезбедува при распределба на средствата, запазени се критериумите и постапката наведена во одлуката. Во средината на јуни, само еден месец пред изборите, владата донесе одлука за распределба на грантови за помош на невладините за преземање итни мерки за справување со кризата, предизвикана со коронавирусот, што поттикна многу дебати. Беа доделени околу 30 милиони денари, или скоро половина милион евра. На листата има познати, но и помалку познати невладини организации и здруженија. Сумата на доделените средства поединечно се движи од околу 480.000 до 810.000 денари. Александар Кажаловски од МЦМС вели дека во тој конкурс има многу контроверзи заради краткиот период за одлучување за голем број на апликации. Се случи Куршлус би рекол во јуни, кога средствата за ковид се доделија многу на брзина и со во 5 дена повик и во 2 дена одлучување за 550 апликации, мислам дека е далеко од стандард на нормално и транспарентно работење. И нормално дека имаше големи реакции и се уште трае таа препирка дали соодветните организации ги добија тие државни средства. Не сум видел уште целосно електронизиран систем за избор на грантови, бидејќи има субјективност, треба да се прочита квалитетот на тоа што е напишано или предложено. Значи има човечки фактор во одлучувањето и како и да го завртите, ќе има некоја пристрасност, некојаш ќе е видлива, некојаш ќе е невидлива. Антикорупцијска комисија отвори предмет за одлуката за финансирање на невладините организации од страна на државата по пријава од ВМРО ДПМНЕ. Ја прашавме претседателката Билјана Ивановска докаде се со овој предмет и какви сознанија имаат. Оваа пријава државната комисија ја прифати, мислам дека како основана. За жал управниот суд ја оспори. Меѓутоа, работејќи по оваа пријава, ние не се уверивме
во објективноста на начинот на доделувањето на овие средства и од тука по сопствена иницијатива отворивме предмет кој што ќе го разгледува токму начинот на доделувањето на средствата, критериумите и така натаму. Овој предмет се уште се подготвува, се работи и кога ќе биде готов, ќе биде презентиран пред јавноста. Опозицијската ВМРО-ДПМН беше прва која реагираше против доделување на грантови за невладини организации во време на неформална изборна кампања. Оцени дека со поделбата на околу половина милион евра пред избори, власта правела класичен подкуп. Финансирањето на невладините организации, кои истите тие пари од буџетот ќе ги даваат за плаќање на реклами со владена содржина, не е ништо друго, туку директно корумпирање на медиумите од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Она што власта не може да го прави директно, го прави преку НВО секторот и тоа представува дрско трошење на народните пари, кога во државата илјадници семејства немаат ни за леп. Но Фани Карамфиловска вели дека конкурсот бил објавен пред да се знае точниот датум на парламентарните избори. Изборите најпрвен беа закажани во април, за потоа да бидат преместени во јули. Причина беше кризата со COVID-19. Кусите рокови пред кампања отвори многу дилеми. Бевме пред дилемата ставени сите граѓански организации кои што учествуваа во процесот на консултација како сега понатаму вие ги вратија, владата одлучи да ги врати парите, што правиме сега? Имаме куси рокови од 2-3 недели да ги изреализираме, дали да се откажеме и парите да пропаднат или во вака куси рокови да ги запазиме и да се обидеме да ги парите да се поделат во интерес на граѓанските организации. Ако некогаш процес на додела на државни пари бил транспарентен, од почеток до крај тоа бил овој процес. И во владата ги отфрлуваат наодите дека тој конкурс имал за цел да ги подкупи невладините организации во пресрет на изборите. Велат намерата била да им се помага и на нив во справувањето со корона кризата и да ги вклучува во справување со истата. Имајќи ги предвид големиот број пристигнати апликации, 549 од една страна и кратките рокови од друга, во секоја од институциите беа ангажирани дополнителни лица кои помагаа при оценувањето. Внимателно беа избрани областите во кои се изработени проектите, со цел да се помогне на најпогодените и ранливи категории граѓани. Другата опција беше воопшто да не се обезбедеше помош. Потребата за подобро уредување на државното финансирање се потенцира и во неновиот извештај на Европската комисија. Таму се наведува дека Законот за здруженија и фондации прецизира дека организациите можат да добиваат средства од државниот буџет и буџетите на општините, но додаваат дека треба и да се обезбеди доволно државно финансирање за одржливост на невладиниот сектор. Во извештајот се препорачува и подобрување на административниот капацитет и соодветна организацијска поставеност во владината единица за соработка со невладините организации. Да се обезбеди финансиска одржливост и да се подобри институционалната рамка на граѓанските организации. Фокусот треба да продолжи да се насочува кон воспоставување на целосна функционална правна рамка со спроведување на стратегијата 2018-2020 и осогласување на поврзаното фискално законодавство. Но дилемата која е присутна во јавноста е дали земјава има капацитет да ги финансира невладините организации, без притоа да ја загрозува нивната слобода и независност. Искуството од минатото го говори спротивното. Познато е дека власта на Никола Груевски наменски им доделуваше пари најмногу на патриотски здруженија, кои секоја година аплицираа со ист проект, а неретко се случуваше и пари да добиваат невладени со фантомски адреси, кои што туку се формирале и не се знаеше ниту нивната програма на делување. Како е сега? Имаме релативно развиен граѓански сектор и силни организации, ама сега недостига соодветно финансирање. Втората причина е што самите политички партии, особено на десницата, немаат многу разбирање за граѓанскиот сектор и како воопшто функционира, што е неговата улога во општеството и соработката беше мала, а со тоа и вниманието на неговата одржливост. Финансирањето на граѓанските организации не мрдна од тие 5 милиони евра. Не е многу подобрана, но не е многу ситуацијата и со новата влада, но во овие 3-4 години се стигна до некои буџети до 14 милиони, но никогаш не се реализира.
и останува проблемот на нетранспарентната поделба. Првата антикорупционерка Ивановска вели дека, иако Државниот завод за ревизија треба да ги контролира распределбата на овие пари, тие повеќе од 10 години не направиле ревизија. Редовна контрола на тоа треба да прави Државен завод за ревизија, бидејќи граѓанските здруженија се финансираат, односно средствата се исплаќаат преку Генералниот секретаријат на владата. Што значи, кога ќе се прави ревизија на владата, ќе се види и начинот на доделување критериуми и така натаму на граѓанските здруженија. ДЗР треба редовно секоја година да се врши, да прави ревизија финансиска во Генерален секретаријат. За жал, можам да кажам, одговорно тврдам дека последната ревизија направена е 2008 година. Тоа е трагедија. Од друга страна пак, она што недостасува во извештаите за поделените пари од буџетот на невладините е тоа што нема информации како тие пари се потрошиле, за која намена и каква е ефективноста, колку невладините организации даваат отчет за парите кои што ги добиваат. Карамфиловска вели, процедури постојат. Тие, согласно договорот што го имаат подпишано, треба да поднесат финансиски и наративен извештај. Сепак, колку е тој реален? Мислам дека државата и невладините организации се во една постојана спрега, ајде да не кажам спротивставени страни, ама де факто и спротивставени страни. И не гледам зошто државата би прогледувала нешто специјално низ прсти ако граѓанските организации особено не ги потрошиле парите како што треба, освен ако не сака самата себе да си наштети на своите политики. Така што се ова го кажувам чисто надвор од контекст природно како би реагирале. Меѓутоа стварно не знам да кажам во суштина дали тоа што како извештаи организациите го поднесуваат де факто одговара на фактичката ситуација или има и таму извештаи кои што не се докрај јасни или не се докрај прецизни или докрај не ја осликуваат вистинската слика. Доколку развиеноста на демократијата на една земја се гледа според бројот на невладини организации, Македонија стои прилично лошо. Според податоците на МЦМС во земјава на крајот на 2018 година се регистрирани 10.171 невладина организација, но само околу 5.000 се активни. Србија има 24.000, Црна Гора околу 4.000, Хрватска 55.000, Германија 600.000 и Велика Британија 660.000 невладини организации. И во однос на финансирањето, состојбата не е ништо подобра. Во моментов драстично заостануваме во земјите од регионов. Во Србија се издвојуваат 120 милиони евра годишно, во Хрватска 230, а во Словенија дури 300 милиони евра, додека кај нас сега се движиме околу 10 милиони, а до пред 2 години сумата беше многу помала, и тоа околу 5-6 милиони евра. Во однос на европските земји, невладините драстично заостануваат со приходите во однос на неголемиот дел од земјите членки на Европската Унија. Процентуално во нашава земја, финансирањето од државни извори изнесува до 15% од нивните вкупни приходи, додека во европските земји тоа е околу 30%. Само за споредба, Европската Унија годишно за невладини организации издвојува 1,7% од вкупниот буџет. Ако буџетот на Европската Унија за 2020 година е 165 милиарди евра, значи за невладени организации се издвојуваат околу 3 милиарди евра.